Во пракса имаме ситуација кога треба да фактурираме кон фирма со даночно ослободување по некој член. Еве ова ни е нова фактура за која која не е пратена до ЕУ-ЈП и овде имаме можност, значи 1000 денари е без ДДВ, 1180 е со ДДВ. Ако кликнеме пренесена даночна обврска, станува 1000 со 1000. Обичната фактура е вака, значи член 53, член 32 и така натаму. Значи ова е пренесена даночна обврска, најчесто користена за во градежништво. Како се праќа фактура? Едноставно, најнормално си ја праќаме, бидејќи сите работи се подесени, прати до УЈП, пинат, и веќе е прифатена. Да видиме како изгледа. Прифатената фактура во PDF. Еве од УЈП. Значи, пренесен даночна обврска по член 32А. Значи, едноставно кликнуваме 32А. Кога имаме друга ситуација, друг тип на ослободување, еве ќе направиме нов документ. И овде имаме, например, фактурираме во ТИР сезоната и овде сега по член треба да кликнеме и овде да ставиме по кој член е тоа. Не знам, 24А став 3 и така натаму. Значи ова си го пишуваме овде, тоа е стандардно како до сега. Пак е 1000 со 1000. Фактурата по фактурата е тоа изражено долу, еве ослободено ДДВ по член тој и така натаму. Меѓутоа, за оваа фактура, за да ни пројде ова, мора да доработиме уште една работа. Во делот фактура има овде VAT tax. Ова поле е празно. Ако кликнеме да се прошири, ги имаме сите опции што ги нуди ЕУ-ЈП. Што како значат овие, треба да се информирате на друго место, значи само овде ги бираме ситуациите. И сега, например, ако е вака некој, ова за е-фактура значи овој код. Ако е друг, то 4.3 е веќе друг код. Ајде да видиме ова дали ќе ни пројде. Прати до УЈП. Пинат. Одлично. Значи, сите ситуации што ги имате со ослободување по некој член, или е пренесена даночна обврска, или треба да го изберете по кој член и да штиклирате дека по некој член. Еве овде е описот. Значи, за значењето на овие треба да се информирате, има многу места кај што може да се информирате како да дојдете до овој број.